Патувата к пештерата Крштална. Покрај врело меѓу пештерите во Матка, најпознати се пештерите познати како Убава и Крштална. Во склоп на спелеолошкиот парк Јовица Гроздановски се наоѓа пештерата Крштална. Таа се наоѓа на 100 метри над езерото и е со вертикален отвор. Крштална спаѓа меѓу понудите за похрабрите. Имено за да се влезе во неа потребно е да се спуштите во внатрешноста со помош на јаже или пак со помош на специјални скалички. Единствено во оваа пештера можат да се видат специфичните украси, хелактити, кои растат во спротивност од земјината тежа. Всушност станува збор за сталактити кои се формирале во спротивност од земјината тежа, односно се јавуваат во искривена и извиткана форма. Вечно ќе ја сакам убоста ја ствоја, Скопје град е мој мир. Овој спелеолошки објект е и зимско престојувалиште на колонија лилјаци. Токму заради нив пештерата Крштална е ставена под посебна заштита. Пештерата завршува со езеро кое е поврзано со надворешното езеро Матка. Посетата на овој објект ќе ви обезбеди вистинска и незаборавна авантура. Првото крштевање, односно првото вертикално спуштање по јаже на секој почетник спелеолог се прави токму во оваа пештера, пошто и го добила името Крштална. Камили во Скопје. Уште не е заборавено времето кога низ старата чаршија се движеле камили, зашто Скопје е познато како град крстосница со високо развиена трговија. Трговските каравани уште од најстарите времиња постојано поминувале низ градот, но и поаѓале од него на разни дестинации во светот. Со караваните се увезувала и се извезувала различна стока. Караваните ги предводеле кираџиите кои биле одговорни за се, а едниот од нив бил главниот водач. Иако со нив одела и вооружена придружба, постои еден ваков интересен податок. Ако во вечерните часови караванот се приближал кон портите на Скопје, тој одбегнувал да влезе во градот. Поради голема сигурност, придружбата со караванот преспивала во најблискиот ан, например во Ибраимово, за да влезе во градот денски во утринските часови. Еден караван се состоел од 50 до 100 коњи товар, со тоа што за преносот на стоката се употребувале и камили. Не случајно сите поголеми анови во Скопје имале огромни влезни порти поради стоката што била носена со камилите и другиот добиток. Исто така не случајно плоштадот и улицата кај Чифте Амам, што води кон Битпазар каде што се снимени камилите, денес се вика Битпазарска, бидејќи таа од секогаш одела во насока кон пазарот. Тука некогаш течела реката Серава, која во 1896 година е покриена. Таму е Скопје град мој убав лише, што ми расу тесни.